Почитувани, и следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 7 нови случаи заразени со COVID-19 во земјава, од кои 4 се од Тетово. Градоначалничката на општина Тетово Теута Арифи смета дека не треба да има нагло олеснување на мерките. Новинарите изложени на дополнителен ризик за време на пандемијата со коронавирусот. 4 новозаболени од COVID-19 во Тетово од вкупно 7 во земјава во изминатите 24 часа. Институтот за јавно здравје регистрира и 47 оздравени пациенти, од кои 13 се од Тетово. Од вкупно 7 нови случаи на COVID-19 регистрирани во земјава во изминатите 24 часа, 4 се од Тетово. Истовремено и бројот на оздравени денес на ова подрачје е најголем во споредба со другите региони, и тој изнесува 13. Денес се регистрирани 4 нови случаеви со COVID-19, со кои вкупниот број на дијагностицирани и заразени изнесува 89 лица. Исто така, од овој број досега се излечиле 42 лица, а 6 починале. Според општините, овој број изгледа вака. Општина Тетово 39 случаеви, починати 2, општина Боговиње 29, починати 2, општина Теарце 6, општина Брвеница 6, починато 1 лице, општина Јегуновце 4 случаеви и општина Желино 5 заразени со 1 починато лице. СВР Тетово денеска информираше дека за време на викендот што поминал, во општина Тетово утврдени се 25 прекршувања на полицискиот час, но генерално, ограничувањето е почитувано. Во изолација по одлука во општина Тетово се вкупно 181 лице, во самоизолација 66, додека во државниот карантин на Попова шапка има 117 лица. Исто така СВР Тетово информира дека за време на викендот биле дадени 48 писмени забелешки за неносење на заштитна опрема. Освен 4 случаи во Тетово, потврдени се и по 1 случај во Скопје, Прилеп и Кратово. Институтот за јавно здравје регистрира вкупно 47 оздравени и 1 починат пациент. Едно е дека бројките на пациенти се намалуваат, епидемијата спласнува и тоа особено не радува, и тоа ни дава за право, тоа што и веќе го правиме, да работиме на олабавување на мерките, постепено да се враќаат во работа сите компании, субјекти кои што се сега затворени, се изработија протоколи кои што се споделија со економски оператори за кои што се наменети, за дел од нив се стигнати и нивните мислења, за другиот дел ги очекуваме овие денови. До крајот на оваа недела веќе сите протоколи ќе бидат завршени врз основа на анализите и дека од почетокот на следната недела тие ќе можат да се применуваат. Благодарам. Вкупната бројка на ковид дијагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1518. Бројката на оздравени е 992, на починати 85, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 441. Во Гостивар скоро една недела нема ново заболени од коронавирус. Гостиварци очекуваат смирување на кризата и нормализирање на животот. Кафетериите ќе можат да се отворат за работа по шалтерски систем, откако одлуката ќе биде објавена во службен весник. Денешниот понеделник, кој дојде по 3-дневниот викенд со продолжен полициски час, во Гостивар помина раздвижено и со зголемена фреквенција на возила по улиците. Убавото време ги намами гостиварци надвор, па освен за на работа или за завршување на некоја обврска, граѓаните излегоа и на прошетка. Повеќето со кои позборувавме рекоа дека очекуваат полека состојбата со коронавирусот да се смири и животот да се врати во нормала. Како влијае оваа ситуација со коронавирусот во вашиот живот? Моментално добро. Моментално е добро, ја реков да ги се очисти више. А се другиот талас кој ќе фати, ќе се мисли. А дали сметате дека треба малку да се олабават мерките во однос на полицискиот час? Треба да се олабава, али така да се олабава како што ако мислат, како што мислат,
се плашат. Школа деца вако одат проблем. Деца кога одат школа завршено, ето, на работа не се сигурни да одат. Тамо некој да има и завршено обедо беше. Гледаме на соседните држави, на другите држави дека се пушта помалце некои услови, некои мерки се пуштаат, значи локалите се работат и некои други мали бизнеси. Штом ќе се почитуваат тие мерки од 2 метра или некои што дават лекарите, не гледам дека не би требало. Кај нас сега е Рамазан, не можеме ни во џамија да одиме, значи се е пуштено. Сега ќе се пушти кафетерии, еве локали, имате каршија работат. Само во џамија не можеш да одиш. Не ми е јасно стварно. Не верувам дека треба. Тоа што е предвидено од 23 часот до 5 сабајле би било добро. Да се пушти нормално, треба да се почитуваат препораките. Значи не е шега, ама не треба ни да се плашиме. Само да внимаваме, тоа е. Пријатно. Сиромаштија во држава наша постои една сиромаштија. Не постои од коронавирус, постои од претходно владарите. Нормално тоа још потеже, уште потеже. Локалниот кризен штаб на Гостивар минатата недела побара од Централниот да дозволи отворање на кафетериите по шалтерски систем. Предлогот бил прифатен, но угостителите треба да причекаат одлуката да се официализира, односно да излезе во службен весник. И им кажав на сите кафетерии да причекаме тоа и да ни дојде писмено. Денеска повторно ги побарав, ми викаат треба да излезе во службен весник. Ќе ги причекаме и службен весник уште 1-2 дена. Меѓутоа нема да дозволиме во Гостивар да направат скандали како што се навикнати. Мене ми е парадоксално чудно, ова го кажав и во други медиуми. Во регионот на Гостивар не се регистрирани ново заболени со коронавирус скоро една недела. Во денешниот извештај на Министерството за здравство евидентирани се 5 оздравени пациенти од Гостиварскиот регион. На Гостиварското подрачје вкупно досега се направени над 220 тестови за COVID-19. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека не треба да има нагло олеснување на мерките против COVID-19, ако се земе предвид фактот за секојдневно регистрирање на позитивни случаи на коронавирусот во градот. Оздравувањето на пациенти треба да не охрабрува, но не и да не олабавува, смета првиот човек на општина Тетово. Новите 4 случаи во Тетовско позитивни на COVID-19 треба да не предупредат дека не треба да имаме нагло олабавување на мерките, вели градоначалничката на Тетово Теута Арифи. Деновиве може да се размисли полицискиот час да започне од 21 часот, но за друго олеснување мора да се проследи и анализира состојбата уште одреден период. Но фактот што, например, денеска со новите податоци имаме 4 нови случаеви, не прави предпазливи. Така да би сакале да останеме предпазливи во денешниот, утрешниот ден, додека евентуално да одиме потоа со предлози. Но секако, например, олабавување на мерките во однос на дел од бизнисите и сето тоа треба да почне да се разгледува, особено значи за тој дел од бизнисите кои се помалку евентуално ризични. Голем дел од граѓаните бараат олеснување на мерките, вели Арифи. За да се случи сето ово и животот да се врати во нормала, на граѓаните носењето на заштитна опрема треба уште полого време да им биде секојдневие. Никому не му е пријатно да оди од дуќани у ракавици и у маски во мај месец, а идниот месец ќе биде јуни. Но доколку со тоа ограничуваме проблем што им ствараме на другите и на себе си, апсолутно тоа е подобро. И пак велам, особено во однос на повозрасните. Значи, тие се лица кои се во сериозен ризик и ке треба максимално да ги пазиме. Мораме нашата свесност да ја, значи со олабавување на мерките, мислам дека треба да се зајакнат мерките за носење на заштита. Изминатиот викенд во Тетовско беа поделени лјадници маски на граѓаните, кои беа дел од заштитната опрема која ја додели владата на кризниот штаб на општина Тетово.
3 мај се одбележува како ден посветен на слободата на медиумите. Сега, кога светот се соочува со пандемија, новинарите се уште повеќе ангажирани, со цел навремено да ги известуваат граѓаните, а истовремено се изложени на ризици. Повеќе од кога и да е, новинарството се соочува со голем број предизвици. Постојано на терен и меѓу луѓе, задача на новинарите е секогаш навремено и транспарентно да ги известуваат граѓаните, одговорно да ги пренесуваат информациите. Со самото тоа, тие се често изложени на ризици, особено сега во време кога светот се соочува со пандемија од коронавирусот. 3 мај се одбележува како ден на слободата на медиумите, но колку навистина медиумите се слободни, на таа тема разговаравме со колегата Александар Самарџиев. Се соочуваат со проблеми поврзани со работните односи, со вработувањето, со општо поимањето на работата како новинар, а понатаму и со општеството кое што не обкружува и во кое што живееме и треба да известуваме и да работиме. Се уште постојат притисоци на кои што новинарите треба да направат се за да не подклекнат и да известуваат правилно и вистински. Кога повеќето луѓе седат дома, новинарите се на терен. Нивна обврска е да ги информираат граѓаните за секоја ситуација, а сега и за најновите податоци за состојбата со коронавирусот. На тој начин ризикуваат и тие да бидат заразени. Одат на сите можни места, вклучувајќи ги болниците, и се во голем ризик да се заболат од коронавирусот. Понатаму новинарите се соочуваат со оние притисоци од разни центри на моќ, на политичките партии, на економски и други вид центри. Во ова време за новинарите еден од поголемите предизвици се оние кои што се обидуваат да прават новинарство, но со прикажување на лажни вести и дезинформации. Новинарите се борат да ја прикажат вистинската состојба. Потребна е и регулација на така наречените сиви зони во новинарството, смета Самарџиев. Слободата на медиумите е еден клучен дел од секоја демократска држава, а кризните моменти како изминатиот период со пандемијата дополнително не подсетуваат на тоа. Како и колку вонредната состојба поради коронавирусот влијаела врз работните места во Гостивар ќе се знае откако кризата ќе помине. Во Центарот за вработување досега 500 лица кои ја изгубиле работата во време на пандемијата поднеле барање да користат минимална плата. Вистинската слика за тоа како и колку вонредната состојба поради короната влијаела врз работните места во Гостивар ќе се знае откако кризата ќе помине. Од Центарот за вработување велат дека досега не се забележани масовни отпуштања на работници од гостиварски фирми, но и дека нема некои значителни бројки на нови вработувања. Нема некој масовно отпуштање од работа или масовно пријавување на работа, значи због коронавирусот малку се блокирани работиве и се очекува да се помине ова, па да знаеме поточно колку бројка се движел, се зголемил или се намало. Меѓутоа, тука е во просекот негде 6.000-6.700 невработени. Во Центарот во тек е пријавување на лица кои во време на пандемијата останале без работа за користење на паричен надоместок. За овие граѓани државата ќе обезбеди минимална месечна плата. Во Гостивар досега за оваа мерка на владата аплицирале 50 на граѓани. Во моментот и кандидативе лицева кои останале без работа због пандемијава поднесуваат барање за да може да користат минимална плата од 2 месеца, која ќе бидат, мислим, овие месеци. До сега имаме негде 47-46 барања поднесени. Начинот на кој понатаму ќе бидеме извесени од владава на кој начин ќе бидат исплатени тие средства. Според податоците од Агенцијата за вработување, во првите 3 месеци од годинава, на гостиварското подрачје имало 838 пријави за засновани работни односи. Од вкупната бројка на невработени, која се движи околу 7.000, како активни баратели на работа, евидентирани се 5.500.
Граѓаните мора да носат заштитна опрема кога влегуваат во тетовските маркети и да извршат дезинфекција на рацете. Маркетите работат со скратено работно време согласно полицискиот час, а по затворањето просториите внатре се чистат и дезинфицираат. Задолжително носење заштитна маска и дезинфицирање на рацете на самиот влез од маркетот. Ова се мерките кои се преземаат низ тетовските маркети, а работното време е скратено во согласност со полицискиот час. Владимир Димовски од Жито маркет вели дека се почитуваат мерките кои ги донесе владата, а тие се грижат да нема големи гужви со потрошувачи. Работиме со скратено работно време со оглед на полицискиот час. Дали се и помалку вработени ангажирани или сте поделени во смени? Поделени сме по смени, во 2 смени, кои што почнуваме со работа од 7 па се до 18 часот. Почитуваат ли мерките од граѓаните? И кои мерки ги практикувате во маркет? Да, во огледно се почитуваат мерките на граѓаните кои си носат заштитна маска и кои што треба да држат растојание на 2 метра во маркетот, редовно се дезинфицираат при влез на маркетот. Имаме дезинфекција, средства за дезинфекција, имаме оставено и брисачи и средства што кои они при влез на маркетот си ги мијат рацете со дезинфекција и си влагаат како што треба на нормален ред. Има ли гужви периодов? Запазуваат ли ред граѓаните? Например, ако има повеќе од колку што треба да има присутни клиенти внатре, дали вршите контрола и дали ги упатувате да почекаат надворсли? Да, со оглед на тоа имаме и редар кој стои пред маркет и кој пуштаат по двајца во маркет додека пазаруваат и после нормално си влагаат, они излагаат, други влагаат. По завршувањето на смените, просториите во маркетот се чистат и дезинфицираат, активност која вработените ја извршуваат секојдневно. 9 прекршоци на забраната за движење во изминатото деноноќие на подрачјето на СВР Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. 9 лица, сите од Тетово, меѓу кои 2 малолетници, не ја почитувале забраната за движење во изминатите 24 часа. Тие се лишени од слобода и за нив ќе следуваат соодветни поднесоци за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија, информираат од СВР Тетово. Исто така, според статистичките податоци, во изминатото деноноќие на 3 лица од Тетово издадени им се решенија за изолација, а нема нови лица на Тетовско-гостиварското подрачје кои подпишале изјави за самоизолација. Ноќеска пак во 2 часот и 30 минути 42 годишна жителка на Тетовско село и незината 21 годишна ќерка во СВР Тетово пријавиле дека околу 1 часот нивниот 18 годишен син и брат кој бил под дејство на алкохол физички ги нападнал во домот. Пријавениот е лишен од слобода и задржан за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против него ќе биде изготвен соодветен поднесок. Во текот на вчерашниот ден во 18 часот, 35 годишен жител на Тетовско Сараќино пријавил дека неговиот 65 годишен чичко во забележително алкохолизирана состојба дента околу 15 часот агресивно се однесувал и ги навредувал членовите на неговото семејство. Тој е приведен во полициската станица Тетово и се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот.
Почитувани, тука е крајот на вестите. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед со колегата Павле Симоски. Пријатно!